Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Вие и јас Исо Мухич. Во годината која заминува имавме многу предизвици, имавме многу различни моменти, имавме во секој случај моменти за паметење. Се надевам дека сето тоа ни помогна да ги цениме повеќе блиските, пријателството, дружењето, но сега е време веќе за да продолжиме надежта да ја прелеваме во следната година, очекувањата и радоста да ги пренесеме во новата 2026 година. Затоа нека сето она што било негативно или лошо во секоја смисла, лош збор или каква и да е тензија и меѓу нас, но и состојбите воопшто во општеството, останат зад нас, а во новата година еве сите нека бидеме заедно во добро здравје, во добро расположение, љубов и радост. Во тој дух и да посакаме желби за новата 2026 година, кои доколку се остварат, сигурен сум дека ќе донесат не само нешто позитивно, туку преродба, затоа што не би рекол дека некој би посакал што и да е негативно, дури не би посакал ниту нешто невозможно, нешто што навистина е всушност на некој начин малку, а многу. А тоа е токму и она што пред малку го кажав, недостасува малку за сите да бидеме и задоволни и среќни, и како луѓе, како народ и како општество. Така да во овој дух ја завршуваме оваа година, надевајки се дека ако ништо друго, ако со добро ја завршиме, испратиме, дека може би во добро и ќе тргне и новата година, а ако по утрото денот се познава, ако важи тоа воопшто, тогаш ако во добро ни тргне, може би добро и ќе ни оди, особено дотолку повеќе што реков, не е дека станува збор за нешто невозможно, доволно е само да посакаме сите да се трудиме, сите да настојуваме и светот ќе стане подобро место. Под светот мислам секако она што за најголемиот дел од нас е светот, а тоа Македонија. 6091-924, 6091-925 пак се телефонските броеви. Еве со кого ја отвораме оваа средба. Добра вечер, повелете. Добра вечер. Да, вие сте, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, вие сте, повелете. Благодарам, пак. Јас просто ова е таква, да речеме, емисијата денеска, повеќе што гледам за желби, посакувања, значи ќе бидам во втората димензија. Прво посакувам сите да имат добро здравје, долг живот, да си ги исполнат неостварените желби, значи и све што не довршиле во оваа година да довршат во наредната, да ги заборавиме несаканите моменти и случувања од оваа година, да не поминат во другата, да биде рампа 31-24-00. Сега сакам што воа, пошто имаме и желби, сакам да си ги поздравам ќерките и внуците кои живеат во Маđarска, Германија, Португалија и во Енглеска, да се живе и здраве, да се дедо ги сака. Сега тука ќе ја поздравам снашката од ново село Дебарца, Света со фамилијата, че си го поздравам и другар ми, кој беше колега, заедно работев на некоја, че јас сме 20 старци, што се вика со фамилиите, поздрав Столе и Оле со фамилијата, да се живи и здрави сите, а вие да имате добро здравје, да имате долг живот и емисијава да ја водите долги години, што сега до пензија, ама помалце да ни коментирате, да не му одземате од времето. Тоа е како порака. Друго што да кажам, вечер ќе бидеме
дома, пошто јас сум возрастен, сум инвалид, не можам да одам никаде, живеам сам, така да ќе бидам во Малта. Или ќе видам преда во големата села. И така. Значи, уште еднаш поздрав до сите гледачи, да се живи и здрави, значи ги им посакувам добро здравје и да не коментираат другите што зборувале. Секој за себе нека. Така ви благодараме за убавите желби. Од она што, ете, ево, мој домен, ќе се обидам да се исполнат тие желби. Она пак што е во тој друг дел кој одлучува, се едно, нели, човек планира, Господ одлучува, или кој веќе дае, пензии, предпензии, така натаму, како ќе биде. Така да, затоа и реков, она што можеме самите да го направиме, ако секој навистина се труди да прави добро, можеме да ги смениме работите, а доволно е да се посака. Така да ви благодарам за желбата, јас ќе се потрудам да го остварам она што ете, зависи од мене, што можам јас да го направам. Повелете кој ни е следен. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, да. Да, ве слушам. Добро, благодарам, еве, празнично, предпразнично. Да, празнично, предпразнично. Вака сега, јас на сите граѓани на Република Македонија им ја честитам новата 2026 година. За мене не е битно вечерва дали ќе јадам месо или руска салата. За мене е битно да ми се среќни внуците и децата и на сите родители да им се среќни децата и внуците и да ја заборават оваа 25-та година, како што кажа претходниот гледач, да нема препукување, овај вака рекол, овај онака рекол. Сепак се тие наши македонски партии, треба да ги почитуваме. Би посакала убава желба и на родителите откочени колку што можат да бидат смирени ако можат, меѓутоа да се сеќаваат на она што го поминале со нивните деца. Инаку вечерва јас нема да пијам лимунада, ќе пијам вруќа ракија. И ќе се веселам и на сите поново ви честитам нова година, а 2026 не сум оптимиста, меѓутоа сега нема да зборувам за тоа. Посебно и вас и на вашето семејство и на вашата телевизија. Ви благодарам пријатно. Ви благодарам и вам, нека е на здравие, убаво да си поминете. Повелете кој ни е следен. Добар ден, добра вечер. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, поздрав, повелете. Поздрав до вас, поздрав до благодарам, телевизија. Повелете. И вака се, што би посакале желби во новата 26-та година. Во новата 26-та година најпрво би посакал да не се повтори ова судство во Македонија што го имаме до сега. Значи, ако е формиран судскиот совет, не сум во тек дали се формирал или не, али ако е формиран, нека слушнат ова порака. Да, закон за судски совет е усвоен, вчера, завчера се извинам, да. Па, најверојатно ќе се формира и судскиот совет, тие што се стални членови или други, значи ќе разберат што е работата. Значи, судиите од Основен суд Гостивар, Вајде Арслани, не треба воопшто да суди таа. Има такви предмети до судскиот совет доставени, нека Арслани. И од апелациониот суд од Гостивар, Африм ја купи. Тие судат по директива, не судат по други работи. Толку за таа работа околу судството, сега другите желби. Значи, во новата година ви посакувам добро здравје пред се, успешна работа и многу желби неостварени да се остварат ова година. За мене, желбите во 25-та година, што ќе памтам, се еднодневни, дводневни патувања до Поградец, Албанија, тамо каде убаво си поминавме, во римни ресторани, така, тоа ќе го памтам како добро. Другото, 2025 нема зашто да се памти. Поздрав до сите
пријатно, се најубаво. Благодарам, поздрави до вас. Ви посакуваме да имате уште повеќе поводи за добри спомени, ако се тоа патувања, да имате повеќе патувања во следната година. Секако и исполнување на сите оние работи кои треба да се исполнат за да ни биде воопшто животот и местото во кое живееме подобро. Повелете кој ни е следен. Ало? Да, повелете, еве, не сте прв денеска. Па добро, господине, па сега не може само јас да бидам. Па нормално, затоа тоа и реков да се види дека не дека е по случаен избор, па да. Почитувам господине и со Повелете, да. Да ве поздравам вас, Благодарам. и поздравам вашите гледачи. И ќе кажам нешто за тема што сте поставили. Посакуваме желби за што новата година. Јас ќе кажам дека мислам дека ќе биде подобра, мислам кога направив анализа, еден саат анализирав со памето, мислам дека после се тоа што се случува во судскиот совет, што ќе се случува, промената за државен јавен обвинител, нов. И тоа ми дава право да кажам дека тоа ќе бидат партиски и уште потешка година, мислам дека ќе биде. Во што ќе биде потешка? Мислам да не се случи она што се случи во Кочани. Тоа е најважно. Тоа да не се случи. Тоа ќе бидеме тешко во судскиот систем, ќе биде тешко. Ќе има многу почнаа да се судат, ако е ова тема. Почнаа да се судат од четворица што се пријавени што биле градоначалници, тројца се од СДСМ, од сите 83 и една е градоначалниката на Скопје. И таа, тие имаат пријави, другите немаат пријави. Почнуваме со уште лошо, завршуваме година со лошо и ќе почнеме уште полошо, господи. Посакувам да тоа не биде така, да се судат по материјални докази и да се има, да судиите да судат по материјални докази, не по овој се кажеш кој како сака да се суди. Да не се суди како што се судеше во Кочани. И што вашава емисија, што одите. Вие теми поставувате да се држиме за темите, да не одиме тој што кажал претходниот. Да кажуваме тоа што ние сакаме темата. Темата кажува што треба да кажеме. Еве времето ми завршува, ќе поздравам вас и посакам секој добро во новата година. Благодарам, и јас ве поздравувам. До слушање, во следната година, се надевам подобри разговори, односно разговори за подобри настани, ние сме тука, се надевам ќе останеме и понатаму да ги следиме. Повелете кој ни е на линија. Добар ден, повелете, да. Се слушаме? Да, се слушаме, одлично, повелете. Па вака. Види, Исо, прво, пожелувам на вашата телевизија многу среќа и вам како водител. Благодарам. И на цела Македонија мир, спокој и најмногу здравје, среќа во животот. Тоа е најбитното. Да. Инаку ова година што беше апашлак кражби, да завршат тие кражби, апашлакот, судот не ни вреда. Ова сега што е 6 што ги обвинија, тоа ништо од таа работа нема да биде, само ќе го занемарат народот и не гледам јас ништо перспектива од овие две партии, па и третата дуи. Среќен што сега веќе испаѓаат и нови партии, кои што се чисти партии, неизмацани партии, меѓу кои партии е и Родина Македонија од Скопје. Им го честитам и на таа партија среќни и добри празници и да напредува, бидејќи таа партија се грижи за македонскиот народ, за сиромашкиот, а не за апашите. Ама белки ќе дојде до израз и народот ќе свати дека има луѓе кои што мислат и за нив. А тоа е, уште еднаш ќе повторам, партијата нова Родина на Македонија. Многу честитки и за партијата, и за вас, и за целиот народ на Македонија. Биете поздравени многу од југот на Македонија, од општина Гевгелија. Уште еднаш поздрав Исо за вас. Малку во уводот да скратите тоа и да ја продолжите емисијата нешто повеќе, некоја минутка. Дојде веќе и времето ми истекува, не можам повеќе.
што ви да кажам, Да. бидете поздравени и све најдобро. Благодарам, ете, ве поздравувам. И јас се кажав, оние желби кои можам јас да ги исполнам, не гледам зошто не би. Другото, ќе се обидам исто така и се обидувам, ги пренесувам и вашите предлози, но и личното моје чувство за неопходност од повеќе време. Имајќи ја предвидете не само заинтересираност, интересот, туку и потребата да има повеќе време за да се развие и дискусијата на вистина уште повеќе некако станува или избрзана или не е до созреана, што пак зборува токму за тоа дека има од ваша страна сериозна критична маса која е подготвена за дискусија и затоа е и таа неопходност од време. Повеќе да. Повелете кој ни е следен. Ден. Да, добар ден, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вие сте најобјективната телевизија во Република Македонија. Благодарам, ова е обврска исто така да се продолжи. Ви пожелам вас и на ваша ТВ куќа за мислам дека немате национална концесија уште. Да, нема. Да ви даде Господ и да се изборите со вашиот газда кој ми е пријател, да се изборите за национална концесија. Так, благодарам. За сите наши гледачи им пожелам сретна нова година и вас исто што ви рекоа, јас се поддржам тоа помалку коментари и да даде Господ да се слушаме заедно. Ви пожелам се најубаво. Благодарам. Поздрав до вас за добро да траеме уште долго. Повелете кој не е следен. Добар ден, Исо. Добар ден, поздрав до Ве вас. поздравувам, ви посакувам многу среќа на сите во студиото, посебно на вас. Благодарам, се радуваме за што многу години. да имаме да се прилика гледаме, баш. слушаме и така. Ете, дај Боже. Па видите сега, дека 2026 година не очекува подобро, односно за мене така и така, за овие другиве што очекуваат, ќе биде многу лошо, ви кажувам. Сега да не се надеваат, гладна кокошка сонувала просо. Так. Друго, желба ми е. Желба за 2026 ми е да падне оваа власт. Сега што е. Сите ходоши шпиони од ВМРО, што се ставени, кои дошле од некаде, што го малтретираат народот у Македонија. Све тоа да се испуде од администрација, од секаде, од полиција, од пожарна, од секаде, знаете, сите установи. Да нема еден заветен да остане. Тоа ми е желбата. Еден да не остане. Ја опропастија Македонија, тие кодоши, шпиони, заветни. Тие не се македонци. Друго сакам да кажам, Мисо. Да. Видите сега, ако продолжи вака народот да и верува, нигде нема да стигне. Кој да било друга партија? Сите гледа за својот джеб. 2026 норно ќе бидат цените високи. Сиромаштијата поголема од ова што било. Не гледајте на медиуми што кажуваат толку посто била намалена, народот се истили со се фамилии. Погледнете после нова година, ќе си ги земат семејствата, си ги носат во странство веќе. И затоа ќе стигнат други, арапи и секакви овде. Ќе стани баши бузук државава. Тие коли купуваат пешки не можат да одат, од опинци ги стават во Пежо. Значи, абсурд невиден. 700 милиарди фалат во касава. Каде се парите? Никој, сите траат, грчат рамења. Толку имам мисло да кажам, бидете ми поздравен и се најдобро. Благодарам, секој добро за многу години нека е. Повелете кој не следен. Ало? Да, повелете, се слушаме. Хај, добар ден, Исо. Добар ден, поздрав до вас, повелете. Како е? Па, празнично. Ја сумираме годинава, па... Па и ние празнично, така, во Охрид се спремаме. Браво. Има ли гости, како е? Да ви кажам, има гости, ама загрижен сум дали ќе стигнат. Аха. Пошто го пуштија патот од село Врбјани до село Ботун и од село Мешеишта до Охрид. Пуштен е, да, патот, ама како се вози? Дали онај пат е пуштен или пак се вози по калдрма? Пример ќе ви кажам. Има знак. Јас
6 пати го одам тој патот во неделата. Аха. Значи, Дебарца, Охрид, 6 пати. 3 пати напред, 3 пати назад. Така. Пример. Има знак 80 километри, одма за 50 метри 40, одма за 50 метри 100 километри на час. Мислам дека до 2031 година ќе го пуштат тој пат, односно, што значи тоа? Имате аплицирано оваа влада трката Формула 1 да се одржи од село Врбјани до Охрид. И најверојатно ќе успеат. И имат 4 скокалници. Едната е помеѓу село Лактиње и помеѓу Арбиново, за селските патишта, за поврзувањето на тие. Имат еден Издеглавје Песочан, имат повторно Лактиње и Издеглавје. Што значи тоа? И една е кај аеродромот. Мислам дека тие скокалници 4 што треба да се одржат светско првенство, ќе се одржуваат во Дебарца. Поздрав. Поздрави до вас, благодарам. Слушнав или прочитав информација дека по 60 години аеродромот во Охрид конечно е официјален, легализиран, легален, добил имотен лист, нешто ново, значи бил илегален до сега, sejedno не бил евидентиран. Нешто барем се направило. Аеродромот е тука, барем и веројатно не планира некој нешто тука ниту да гради или како дивоградба, барем тој да се среди. Ова за трки може да се развива тоа и во меѓународна насока, денови на соработка со Албанија, околу Охридското езеро и така, да има заеднички веламете, да се побрза и корисно и практично и така натаму, зближување и така. Повелете кој ни е следен. Дали се слушаме? Повелете. Дали се слушаме? Да, вие сте, повелете. Ишо? Да, кажете, повелете. Добра вечер. Вака. Пред се, вие честитам новата година на вашата телевизиска куќа, а посебно вас и за реалното водење на вашата емисија. Благодарам. Затоа што вие, по моје мислење, не мора се другите, ајде ни попуштате. Како гледачи, чест грешиме од темата или лево или десно, али сепак се гледа дека сте човек. Не дојдов да ве палам толку. Не, јасно бидете. Ако Педено реков, среќна нова година на сите што им мислат добро на Македонија, така и вас. Имено, се малце шалдиво. Како телевизиска куќа, ќе ве замолам. Да. Не треба во ова да узборувам терески. На овој од Крушево човекот да му дозволите на цела емисија. Затоа што човекот стварно се труди да сите телевизиски куќи да видит присутен. И би мислил дека дајте во еднашки човекот, нека се доискажи. И јас се јавувам, не знам дека не, али сите теми не ги опаќам, одолку колку што знам. Имавме еден таков од Кичево, помалце се повлече. Јас го викав премиер Босенка и вчера утром се јави, нешто се подисправа сега. Значи, немојте ова да сватите озбилно, сепак се празници, среќна нова година, ви реков. Јас лично многу сум задоволен од водењето на вашата емисија. Имавме еден прилеп, сега не сакам да вреќам, многу не шиканираш и како ја знам. Вие сте човек изгледа кој такви треба сите да бидиме. Поздрав уште еднаш и среќни празници. Поздрав и вам, секој е добро. Благодарам за довербата која без друго треба да се оправда и во иднина. Ова што велите да не сваќам сериозно, всушност затоа и се смешкам, затоа што и сватив делумно сериозно, односно не ова што го кажавте вие, туку ми падна на ум идеја како, да речеме, да се оствари желбата во ведите, јас да ги скратам и така натаму. Една емисија цела, јас да, договорам, само јас да сум и да си кажам што си имам, белки, да речеме, една во неделата. И потоа останатите денови да си молчам. Може би еден од начините како да
да се исполни таа желба. Се шегувам и јас, секако таман работа, еве, ќе одиме во насока да најдеме баланс и дури велам и со можност за продолжување воопшто на времето. Тогаш ете сите ќе имаме и навистина време да се изразиме и да го прошириме и кругот на учесници. Повелете кој ни е следен. Добра вечер, дали имаме некого? Повелете. Се слушаме ли со некого? Повелете. Добра вечер. Ало? Да, повелете, ве слушам. Поштовање ви, господин Исо. Исто така, повелете. Ја ве слушам, а не е уклучено. Да, еве, сега функционира, добре. Таа емисијата, поздрави и честитки на наши слушатели, а памтите емисијата? Како не? 20-30 години. Ајде така. Се вака. Најпрво здраве на сите што сакаат Македонија, а тие што им е памет од уште голема Албанија, не им посакам многу среќа и здравје. Само тие што е во душата Македонија. А тие што шесте делчиња да спојат голема Албанија, не. Сега, како да бидеме оптимисти 2025 знаеме што се случи. Еве последно капак на све на фудбалски сојуз што беше председател Сеидиу. Колку пари проневере. Каде е судството тука? Каде е Калимеро да рече еднаш место што вика неправда, да има правда ново општество? Дали ќе доживееме? Јас сум 66 годишен, сакам ова, најискрено ќе кажам. Еднаш мора да се воспостави ред во ова наша држава. За младата генерација, за синот, за внуците, за ќерката, за внуците. Мора. Еднаш мора ред да се воспостави. А тешко, клопчето е замотано од 35 години, го мотали од сите страни и уздуж и попреку. Тешко. Све дека не се најдат некои домакини луѓе. Тешко. И да им препорачам желба, последно да завршам, овие три партии доста го јаде овој македонски народ да ги снема од политичка сцена. И ВМРО, и СДС, и албанските партии вреди ду иста партија за тие. Уште еднаш, тебе, на фамилијата, на сите, здраве да ни дава Господи да се опре Македонија. Бидете поздравени, све најдобро. Благодараме те со најубави желби и до вас, секој е добро. Повелете кој ни е среќен. Кој ни е следен, а се надевам и среќен. Исо, здраво. Здраво, повелете, да. А време е да затвориш емисијата, да прославата да почне. Еве, ајде да се организираме сите. Фала ти што не трпеш ова цела година. И вие мене заедно. Јака ти душа знам како е. Нека ви е среќна нова годината у телевизија, најуспешна и најдобра телевизија, така и на вашите гледачи. Ви благодарам многу. Ова 2025 би сакала да заборавиме, као и јас, а веројатно и сите вие по најголемите зла што ни се десија. Како например Кочани, како например Фростина и уште некои млади животи што ни отидоа и што ни изгасна една цела генерација. За жал што нема никогаш правата вистина да се открие, а вистината ја знаат само оваа владеачка гарнитура и овој јавен обвинител што си замина, не замина додека не ја среди, не ја довршија работата како на нив им одговара, за да можат после да, како што имавте една емисија, како една емисија што имавте таму, што судот сега у Идризово може да донесе. Судот у Идризово може да донесе до презентираните докази. Вие ако се ги доставиле доказите тие што си ги доставиле, од тоа ќе постапува судот. Така да најголемо зло што ќе ни се дај Боже оваа 2026 да се најдат прави виновници и правите да се осудат, како овие двајца инспектори што се пуштени, значи од куќен притвор се пуштени да се шетат слободно само со предпазливост. И можете да замислите во кој правец ќе ни оди судењето за жал за трагедијата во Кочани. Значи најголемо зло што можеше да ни се деси никад више да не ни се поврати ова 2025, што најголемо зло ни се деси трагедијата во Кочана, а и уште многи други, само за жал што власта и јавен обвинител си ја средија работата и доставија. Благодарам, поздрав до вас. Добра вечер, кој ни е следен?
Добра вечер. Повелете, се слушаме, да. Среќна нова година на вас и на сите гледачи. Благодарам и до вас на исто. На телевизија 24. Ви благодарам. Овака јас би рекол тоа што спомнуваат голема Албанија, големи држави. Ние сме многу мала држава, многу сиромашна држава. И погрешно е, ќе веќе речам, дека сме се одделиле. За да станеш голема моќна држава, ти треба море, ти треба ресурси. Значи, треба да се зголемиш. Затоа јас сум кажувал да се направи федерација, да биде голема државата и силна да биде. Вака мали ние не можеме 50 години Германија да ја стигнеме. Еве Бугарија влезе во Европа, сиромашна, што не ја претрка Германија, ете ја последна е во Европската унија. Значи, ни членство на Европска унија не ти помага ако немаш голема територија, ако немаш вредни луѓе, паметни луѓе и така натаму. Јас се борам за тоа, да ја обновиме федерацијата. Така, да. Ако имам јас некоја желба, да заврши војната во Украина, да се видам со некој висок човек од истокот, ако треба и од Америка. А тоа ми е на мене желба, не дека ќе ми се оствари. Така. И што да кажеме, во сиромашна држава која се одделила, која не била ни тогаш многу развиена, и сега ние да бараме младите да седат, па тие видат кај е побогато, таму одат. Тоа е. Но да посакаме пак мир да имат во душата од Кочани што се случи, а тие што го направиле до тоа да дојде, да не се одземе имот и пари и се, не мора за... Така, да, ви благодарам, поздрав, до слушање, повелете, добра вечер. Добра вечер. Да, се слушаме, повелете. Јас сум господин. Вие, да, повелете. Па јас се јавам оддалеку од Копакабана. Аха, браво. Меѓутоа, сега чекаме ние авионот да дојде за Малта. Аха. Неки поевте за таму. Така. Дубај е доста скапо и за тоа одлучите за Малта. Одлично, добро. Ај сега да ви кажам засечи джеб, така да. Ова година веќе да заборавиме и да почнеме навистина да работиме како што работи цел свет. Јас сакам да биде година на реформи, година на економија, господин Исо. Да. Да биде здрава година, да се бори, да оваа наша влада конечно почне да се бори против оваа корупција. Се надеваме дека конечно овој јавен обвинител што го избра ќе биде померка. Так. Ако има сила, бидејќи овој претходниот немаше сила, рече еднаш ќе ги отвора фиоките кај сите овие обвинители, да видат што предмети има остаени, меѓутоа тоа остана сам на тоа, на зборови. Се надевам дека овој јавен обвинител конечно ќе се одржи и ќе почне на вистина да води права борба против криминалот, без да ги двои и едните и другите. За правдата конечно да стигне за секој, на вистина тој што се огрешил. Треба да одговара. Меѓутоа, да не бидат само наместени предмети, како и до сега, како што се правеше од минатата година. Исто така да не забораваме оваа година, оваа трагедија што ни ја потресе држава, што Кочани знаете, и веќе да тргнеме. Така да истече времето, но јасна е пораката и ви благодарам за учеството. Повелете кој ни е следен. Ало? Да, повелете, добра вечер. Добро вечер. Повелете, се слушаме, да. Јас сум во Вие, програма. да, повелете. Прво на сите граѓани во Македонија им ја честитам новата 26-та година. Второ, високо го почитувам Мицковски, на срце ми лежи да ја кажам вистината. Вистината за Македонија е најнеправилна приватизација и нашиот народ остана без работа, со се фамилии, со се деца
со се стаж, без стаж и сето то се влечка 30 и кусур години. Го замолувам председатело на државата, што високо ја ценам, да смогни сили, да се укинат сите бенефиците. Од првиот председател се знае кој е гробарот на Македонија, до последниот сите бенефици да ги укини. Второ, да ја укини апанажата. Трето, да не ги зголемуваат платите. И четврто, да обрнат внимание најмногу на младите мајки, на децата, на болните, на старите. Значи, од сето тоа што го рекоја, досега нема ништо. Не му треба бенефиции толка и големи коли, кујки, станови. Не му треба толку. Се треба да се укини и парите да одат кај што му е местото. Нема потреба од такви бенефиции. Зашо му се секретарки, дактилографски, коли и слично? Никој не ги тепа. Ако беше за тепање, ќе ги натепаја. Го замолувам Мицковски и председателката сето ова да го спроведат. Благодарам, ве поздравувам, секој е добро, повелете, добра вечер. Добро вечер. Се слушаме, повелете, да. Вака, најпрвин честита на 2025-та. Благодарам. И секој да си одговара за тоа што стори. И тој предходниот еден што спомнеше за Кочани тамо, за трагедијата. Па таму да се барат меѓу нив тоа вината. Не знам ја, ако се деси во Каменица, се бара во Дебар. Ако се деси во Дебар, во Струмица. Па тамо градоначалник е од Кочани. И началник на полицијата исто така од Кочани. Так. Ево имат сега и ново јавно обвинител, нека постапи. Не да спие, да дрема како тој претходниот што беше. И друго, здравје и желба на сите кои што сака, било кој македонец, албанец и другите што живеат овде во нашата држава Македонија. Да. Кој си сака да си живеат, нека живеат. Кој не сака, имат права лево, десно, југ. Кој каде сака. Овде не е добро нас на сите. Така. И поздрав. Благодарам, поздрав до вас, повелете и во друга прилика. Ете, убаво е да слушнеме желби и подготвеност за и конечно констатација дека е крајно време да се престане со занимавање околу поделбите и така натаму, односно дека треба да се посветат сите за една заедничка подобра иднина, секако и на сите и на општеството, без какви да правење на разлики по било која основа. Повелете кој ни е следен. Добро вечер сум. Добра вечер и до вас, повелете, да. Ево, па да искористим сумно од среќа пак да добијам, да ви посакам здравје на сите. Баш убаво, И да ја поздравам посебно ова жената, ме одушеви кај што го ја кажа мајката на сите проблеми на овој македонски народ. Тоа е таа криминалната транзиција, за која што ја стално инсистирам и да кажам дека од неа се потекнува. Затоа што 90-91 година овој народ имаше се, имаше пристојна работа, една добра средна класа, се живееше и тогаш со кредити, меѓутоа се беше достижно. Значи сите мислевме дека после 91 година сите ќе направиме 3 чекори напред. Да знаеш овој народ дека ќе се вратиме 30 чекори назад, многу поинаку ќе беше. И се што е многу симптоматично. Денес се повикува да се излези на улица ако поскапи кашкавало, сирењето или било што. Никој не повика на улица кога ги затвораа тие фабрики. Сите гледаат на телевизија, сите одбалкон гледаат што се случува. Кај што се затворат фабрики, екзистенцијата на луѓето, парите од раце му ги И остануваа без работа. И остануваа, тука се изгуби ритамо на државата во вработување. Имаше биро за вработување, што имаше редослед на пријавување. Се изгуби пензискиот фонд, се изгуби здравствениот фонд. И сега најна сакаме ние преку ноќ дошол Мицковски, дајте ни летувања, зимавања,
видете како се живее да се крене минимална плата или било како. Каде има тоа свето така, сите желби према инфлацијата да се равната, да не го наместиш грбо, да не ја платиш цената на криминал. Каде го има тоа? Го нема нигде. Сакаме преку ноќ се убаво да биде, меѓутоа не може. Време треба да помини за она наше ќутење, кај што гледавме како се руши државата, се руши економијата. Она што го граделе нашите дедовци и татковци, гледавме дека се сручи и го крадија сето тоа. А ние мирни пред телевизор, нема грешка, ќе дојдат некои други странци, ќе ни направат нови фабрики. Ето тоа е кај нас трагедија најголема. Меѓутоа здравје, па што ќе биде, нека биде. Пријатно. Убав вечер и вам и секој е добро, нека е среќна новата 26-та. Повелете кој ни е следен. Добро вечер, почитувани. Добро вечер, почит до вас, да, повелете. Среќна да биде новата година. Благодараме те, нека ни на сите. Сега, како измина старата година, вие бевте рамо за плачење на нашите опозиционери, кои доста солзи пролеа заради поразот 2024 политички и 2025 уште еден пораз, а ни велеа дека обратно ќе биде. Им посакувам, значи, на моите деватни другарчина што навиваат од другата страна. Помалку да плачат, помалку да камуфлираат, да симулираат, да манипулираат. Иако земаат големи пензии, а се откри тоа затоа што ги нападнаат овие пензионерите со помалите пензии. Значи, да не глумат жртви, значи да бидат поискрени во следната година, да бидат поискрени за овие со златните визи, нашите мигранти во Дубај што си шеткараат за секој празник, не само овој, за опозиционерот да кажат нешто што наводно живее во голема хациенда со луксузни возила и да бидат реални. Јас пред малце бев во маркетите, има огромна гужва, ќе ви кажам. Ако е толкава сиромаштијата како што ни велат овие опозиционите деватни другарчина, тогаш зошто гужва би имало во маркетите? Барем тоа е мојот впечаток. И не само маркетите, рестораните, меаните. Најубав подарок ќе биде за нова година за слободата за уставообранителите, затоа што ќе се знае кој ги затвори, а кој ги ослободи. Тоа ќе биде најголемо одбележување на оваа година, а честитки си доби од правосудството, колку и да е криво, од еден бизнисмен од Струмица, тој си доби честитка, еден управник затвор што ги држеше уставообранителите, и тој денеска си доби честитка, осудителна. Така да следната година очекувам да биде година на правда. Барем да се... Така, да, добро, истече времето тука, но добра поента, да ја видиме правдата во на свое вистинско светло, односно таа да не гледа ништо од страна. Оно и повест преку очите да го стегне убаво цврсто и да дели правда. Повелете. Кој не следи? Добро вечер. Добра вечер, повелете. Добре дојдовте. Ама и суѓа, случај, ако некогаш највише сум имал желба оваа година, а тоа ми беше да се јавам после овие двајца. Сега вака да ти кажам. Ама вие може нешто, лотот е игри на среќа, како ви оди вака, ќе добиете седмица. Не, јас сум против борец против влагата. Да, повелете се. Сега претходникот го замолувам со другар му Тале да одат на YouTube или на Google, да прочитаат и да не лажат во емисиите дека Јужен поток некогаш требал да поминува низ Македонија. А да го прашаат Ставревски зашто не отишол во Санкт Петербург да го потпише конечниот договор за кракот од Јужен поток. За да не се јавуваат овдека по емисии да кажуваат дека некогаш Македонија. Ама да го прочитаат и проектот ТАП. И кој го форсираше ТАП? Тоа беше Ташковиќ, советникот на Никола Груевски. Пошто они се ВМРО-вци, ама граѓака не знаат ништо. Али лажат овдека по емисиите. Тоа е едната работа. Втората работа, да престанат да зборат за мртвите коњи. Приватизацијата е затварање на мртвите коњи и да се сетат дека некој потпиша Фесел 2 аранжман, со кој се затворија најголемите 14 загубари во оваа држави, кај што се испушија највише работници. Ама од Фесел 2 аранжманот бегаат како ѓавол од крст. Тој не го спомнуваат, не смеа да го спомнат.
14 најголеми загубари, најголемите фирми ги затвори Никола Груевски и Љупчо Ѓоргиевски. Тоа да го знаат они. Затоа бегаат од тој аранжман избора за приватизацијата. Тоа да им го кажам една работа. Што очекувам од другата година? Ништо не очекувам, да ти кажам право. Само здравие да не служи сите и да му дадеме време на времето, што викам другарни Мицковски, да се увериме како им го перат мозокот на другарчињава како овие пред мене. Толку пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добра вечер, кој ни е следен? Ало, добро вечер. Па одлично, неверојатно, ова е бинго. Ја па мерак најголем за нова година, после него. Ваква комбинација, ова е... Па ова ми ја разува. Кои се во карти оние некои, да, како се, да, добро. Многу знае, а уствари ништо не знае. Ништо нема погодено. Значи, најдобрите фабрики, богатите фабрики, другарчињата негови си ги присвоија и станаат тајкуни. На ВМРО му ги оставија 25 загубари да си ја крши главата, да не знае што да прави и како да ги решава и работниците, и платите, и фабриките. Да не кажува приказни тука. Све што кажа до сега промаши, значи, ајде важа во новата ке погоди нешто. Викаше Карулај ќе го стават, нели, јавен обвинител. Таа му беше прогнозата. Сега господјава, сега таа била во Моровка. Сега кога нема да одберат господјава, сега пак друга прогноза ќе даде. Значи, манипулирање невидено више. Луѓето дали се свесни еден систем за да функционира, како автомобил, например. Автомобилот е еден систем исо. И кога ќе откаже некој дел, откажува системот, автомобилот. И не се фрла автомобилот цел, се менува делот. Тоа се прави сега. Се менува делови од тој систем за системот да профункционира. Значи да не беше трагедијата во Кочани, минатата година ќе беше после 7-8 години една од најуспешните години. Затоа што СДСМ доживеа дебакл, конечно изумираат како партија и државата се поставува на здрави нозе. Во сите сегменти. Не може за една година некој што уништувал 7 години и со волшебно стапче, тоа ни Трамп не може да го направи. И Трамп викаше за еден месец ќе прекине војната во Украина, па ќе помине една година. Значи не постои волшебно стапче. Меѓутоа, сите елементи покажуваат дека државата оди во вистинска насока, дека застанува на здрави нозе. И 2026 ќе дојдат првите резултати. Ќе се види дека државата оди во права насока. Може да си плачат колку што сакаат. Ништо не може да постигнат. Благодарам ве, поздравувам. Не знам колку е баш добра споредбата со председателот Трамп, дека еве не ја прекинал, не застанал на крај на војната во Украина, кога тој тврди дека ставил крај на војната помеѓу Албанија и Азербејџан по 22 години. И тоа на неколку настапи тврди како ги седнал председателите на Албанија и на Азербејџан. Затоа велам, така да, кој знае, од него може да слушнеме и некоја друга војна, дека донел мир и ставил крај. Но и ние е време да ставиме крај тука, уште неколку часа до крајот на оваа година и ова е всушност време кога сите се осврнуваме на она што поминало. За жал имаме доста лоши настани, негативни, трагичниот настан во Кочани е она најголема дамка, ете. Дотолку повеќе требаме со надежи да гледаме во она што допрва доаѓа. Се надевам дека оваа година пред нас ќе биде година во која ќе пронајдеме сите сила, особено оние на кои најмногу им треба, да ги остварат своите и цели, храброст да се соочат со предизвиците, да најдеме и радост, да уживаме, макар со оние со кои ги сакаме, да ги препознаеме вистинските нешта. И сега на крајот од оваа година и оваа емисија ја завршуваме и нашата приказна со оваа последна во оваа година емисија Очи во очи. Затоа би сакал да ги поздраваме и колегите од техниката и режијата, невидливите верни, исто како и јас видливиот верен ваш, Исо Мухич. Но исто така, телевизија 24 е тука која
како медиум кој би требал да биде оној четврти столб или четврта власт на демократијата, благодарност до телевизија 24 која ни овозможува слобода на изразување. Еден вид имаме слобода на мислењето и апсолутно ни овозможува тука тоа да го правиме, непоколеблива слобода на изразување. Низ тоа слободно изразување и пренесување на фактите, тоа е и улогата на медиумите да придонесуваат токму да се пренесува објективно и непристрасно информацијата. И конечно вам, почитувани, ви благодарам што го потикнувате диалогот, што учествувате, што овозможувате една демократска партиципација со која всушност и треба да овозможиме да бидеме еден вид и надзор на политичките институции и спречување на злоупотреби, односно правење едно добро општество, добро за сите, во кое сите ќе бидеме среќни. Нека ви е среќна новата година и еве ова, сватете го како барање, немојте некому да не му била случајно среќна новата година. Немојте да заборавите да најдете причина за насмевка секој ден. Среќна нова од телевизија 24. Довидување.